Почитуван председател на Врховниот суд на Република Северна Македонија, судија Беса Адеми, почитуван председател на Судскиот совет, господја Весна Дамева, почитуван председател на Советот на јавни обвинители, јавен обвинител Душица Димитриевска, почитуван господин Роберт Странк, извршен директор на Сили институтот, почитуван заменик амбасадор на Соединетите Американски држави Никол Воранс, почитувани експерти, почитувани судии и јавни обвинители. Чест и особено задоволство ми причинува што како директор сум присутна денес на овој настан, кој има огромна важност и значење за напорите кои ги правиме во справување со сите предизвици со судството и судскиот систем во Република Северна Македонија. Одржувањето на независноста и одговорноста, како и тековните реформи за зајакнување на судството, остануваат наш клучен приоритет на патот кон интеграција во Европската Унија, како што е наведено во поглавието 23 од правото на Европската Унија. Денешниот настан е заедничка иницијатива на Академијата, Институтот Сили и проектот на Европската Унија за поддршка на владење на правото, а неговата реализација е овозможена со логистичка поддршка на Врховниот суд. Би сакала да искористам оваа прилика и да им се заблагодарам на сите кои се вклучија во организацијата на овој настан. Мисијата на Академијата за суди и јавни обвинители е унапредување и обезбедување на независно, непристрасно, високопрофесионално и ефикасно правосудство, кое ќе го афирмира принципот на владење на правото и заштита на човековите права. Целта е да создадеме современ правосуден систем кој ќе се заснова на високите европски вредности, кој ќе биде целосно хармонизиран со европската легислатива, кој ќе ги инкорпорира меѓународните стандарди, се со намера да ја подигне довербата на граѓаните во правосудните институции и да обезбеди полесен и поефикасен пристап до правдата. Нашата визија е преку почетната и континуирана обука да дадеме придонес во градење на европски профил на суди и јавни обвинители, но и на судско-обвинителска администрација, секако со користење на модерни методи за усовршување на нивните знаења, при што во континуитет ги обезбедивме сите потребни механизми и расположливи алатки со чија помош правото на Европската Унија и меѓународното право е лесно достапно за судиите и јавните обвинители. Академијата се развива и созрева цели 18 години. Во спроведувањето на планот и стратегијата за делување има предизвици и отворени прашања на кои се даваат соодветни предлози и решенија, секогаш понекогаш и со доза на грешки. Но како место за учење и наобразба, сите нејзини чинители лично придонесувале за нејзиниот напредок. Токму затоа, на сите тука присутни и воопшто на основоположниците, судиите кои ги поставиле темелите, сакам јавно да им се заблагодарам за визијата која што имале пред себе. Тимот кој води Академијата е нејзиниот столб и од ова место можам да ве уверам дека со максимални вложувања на сите нас вработени ќе успееме да ги реализираме зацртаните цели и да го оствариме напредокот на оваа институција. На крај би сакала да упатам благодарност за континуираната поддршка на Судскиот совет, Советот на јавни обвинители, Врховниот суд и јавното обвинителство, кои се клучни за институционалниот развој на Академијата. Драго ми е што денес се првите луѓе на овие клучни институции. Секако, Академијата прерасна во високо почитувана институција, благодарение на поддршката на своите странски партнери, па дозволете ми да им се заблагодарам на делегацијата на Европската Унија, амбасадата на Соединетите Американски држави, амбасадата на Кралството Холандија, но и на останатите амбасади кои поддржуваат Академијата, но и на сите други странски партнери кои не се помалку важни во однос на својот придонес и позитивен импакт врз градењето на правосудството. Кога сакаме, секогаш се стремиме да станеме подобри од тоа што сме. Кога се стремиме да станеме подобри од што сме, се околу нас се подобрува. Ви благодарам. Директорка на Академијата за суди и јавни обвинители Ирена Трајковска-Стрезовски, почитувана председателка на Судскиот совет Весна Дамева, почитуван извршен директор на Сили институтот Роберт Странк, почитувани представници на проектот Поддршка на ЕУ за владење на правото,
драги колеги, судии, представници на академската заедница, граѓанските организации, ценните медиуми и новинари. Добро дојдовте во Врховниот суд на Република Северна Македонија. Голема чест е што денеска во највисокиот суд во државата се присутни високо едаплирани имиња од светот на правото и судството, познати и признати во регионот, Европа и пошироко. Посебна чест е што на денешниот ден присуствуваат и учесници кои што со своето знаење и искуство непосредно се вклучени во реформските процеси во Република Северна Македонија. Идејата на конференцијата има еден посебен квалитет, бидејќи е концепирана како форум на правната мисла и практика, кој ќе даде суштински одговори за предизвиците пред кои е исправено судството. Навистина ми е задоволство што денеска судската фела е собрана под името на истата кауза, а тоа е зајакнување на независноста на судството и европските стандарди, како одбрана на владење на правото. На тој начин се демонстрира солидарноста на судството, која е носечки двигател на неговата независност како основна гаранција за правично судење. Принципот на солидарност е вредност над која се засновани меѓународните документи за судството, а заедничката соработка е јавна порака која служи на интересите на правната држава. Воедно, заедничката соработка на меѓународен план дава исклучителен придонес во универзалните заложби за вистинска независност на судските системи. Таква борба е присутна во современите општества, некаде повеќе, некаде помалку, во зависност од реалните состојби, но секаде е со иста цел, а тоа е држава во која ќе владее правдата. И затоа судството не смее да биде дистанцирано од своите ставови и заложби, туку треба јавно, гласно и силно да ги искаже преку постојан судски активизам. Судската власт треба да биде единствена, а не поделена. Со разделеност од било какви побуди не може да се ефектуира неговата уставна положба. Уште од идеализмот во правото се говори за етиката како слобода, за моќта на моралниот закон и за должноста правниците и судиите да се борат за државно уредување и закони кои ќе бидат праведни. Етичка должност на секој правник е да се спротивстави на неправото, а судовите да бидат храмови на правото. И затоа судството треба да има цврста етичка и професионална структура во своите редови. Да не го заборавиме и многу важниот сегмент на судството, а тоа е судската администрација. Судиите и судската администрација се јадрото на функционално единство кое треба да е ориентирана кон граѓаните. Всушност, принципот на солидарност подразбира и солидарност со граѓаните. И токму затоа е пропишано дека судиите во примената на правото ги заштитуваат човековите слободи и права и дека овие права се заштитуваат токму пред судовите. Имено и свечената изјава представувањето на должност обврзува на законито, честно, независно и одговорно судење, пред кое ќе се заштитуваат слободите и правата. Да се носи судската тога, тоа значи голема одговорност, но воедно значи и голема храброст, која ќе го штити владењето на правото и ќе ги одбива несоодветните влијанија. Заштитувајќи ги овие вредности, судството на доследен и перспективен начин го брани својот углед и својот интегритет
бидејќи овој принцип е атрибут на честност и праведност. Интегритетот на судиите значи совесност и етичност, но исто така значи и стручност и професионалност како предуслов за соодветно извршување на судиската функција. Секое отстапување од овие принципи, несомнено, треба да подлежи на одговорност преку јасни законски процедури кои ќе бидат гаранција и уверување во правната сигурност. Советодавниот совет на европски суди истакнува дека судството е еден од трите основни еднакви столбови на современата демократска држава, а судската независност представува целосна непристрасност на судиите. Во таа насока, тргнувајќи од овој постулат, од клучно значење е обезбедувањето на целосната независност на судството од сите аспекти. Не може да се говори за независност на судството со тенденциозно намалување на судскиот буџет и покрај законско утврдениот лимит. Не може да се говори за независност на судството ако тоа се користи за политички калкулации и мотиви, што најмалку и припаѓаат на надлежностите на судската власт. Несоодветните влијанија од различни центри на моќ се ризик за корупција. Потребна е целосна законодавна, функционална и финансиска независност. При подготовка на законските решенија од областа на правосудството, судиите мора да бидат вклучени со своите аргументации, бидејќи најдобро ја познаваат материјата. Секое законско решение кое тангира судството мора да тргне од основната појдовна точка, а тоа е уставното начело на поделба на власта. Загрозувањето на независноста на судството е закана и опасност за демократијата. Тоа ние како судии не смееме да го дозволиме. Но она што сме должни да го направиме е да обезбедиме еднаквост во постапката за сите пред судовите. Никој не треба да биде над законот. На тој начин се гради јавната доверба во судскиот систем, како и во моралниот авторитет на судството. Тоа е од суштинска важност во едно демократско општество. Често истакнувам дека граѓаните мора да бидат уверени во искрената волја за независен правосуден систем. Јавноста мора да ги препознае искрените напори и заложби за подобрување на состојбите. Треба да бидеме свесни дека тоа секогаш не се гарантира само со законодавни реформи. Потребна е правна култура и судска култура, нешто што треба да биде воздигнато на највисок пиедестал во судовите. Нужна е промена на сваќањата и внесување идеи кои ќе бидат прогресивни во поглед на владењето на правото. За тоа најдобро говори транспарентноста и незината улога во јакнење на јавната доверба. Живееме во ера на глобализација, растечка дигитализација и континуирана правно-медиумска едукација. Се остварува принципот на демократска улога на транспарентноста. Од тие причини и јавноста и медиумите се сојузник на судството и правдата, бидејќи ги поврзува исти именител, а тоа е јавниот интерес. Почитувани, Врховниот суд на Република Северна Македонија изминатиот период вложи сериозни напори за унапредување на ефикасноста, транспарентноста и заштитата на јавниот интерес, кои дадоа големи резултати.
Врховниот суд утврди бројни начелни ставови за директно применување на Европската конвенција, заштита на јавниот интерес, за заштита на животната средина, борбата против загадувањето и еколошката правда, за медиумите, за пристапот до информации и за олеснувањето на работата со новинарите. Со измените на деловникот за работа на Врховниот суд обезбедивме јавност на општата седница како највисок судски форум во судството. Пристапуваме со голем ентузијазам кон исполнување на европските стандарди. Искрено веруваме дека само преку искрени намери и темелни активности може да ја зајакнеме јавната доверба и да дадеме значаен придонес за европските аспирации на државата и на граѓаните. На крајот, дозволете ми да се заблагодарам на Академијата за суди и јавни обвинители, на Сили институтот и на проектот поддршка на ЕУ за владење на правото, за започнувањето на ова значајна конференција, за која и Врховниот суд на Република Северна Македонија со задоволство даде исклучителен придонес. Од мое лично име и од името на судиите на Врховниот суд ви благодарам и ви посакувам успешна работа. Во име на Институтот Сили на оваа судска конференција за зајакнување на судската отчетност, независност и довербата на јавноста. А малку обратно го кажав редот, затоа што сакав први независноста да ја кажам, а независноста е клучна за работата на судиите. Независноста е прва. Исто така би сакал да им се заблагодарам на нашите домаќини, Врховниот суд. Ќе признам дека малку се плашев кога дојдов, затоа што знам дека овде ги одржуваат судењата за организиран криминал и ми представува особено често вака топло ме пречекаа. И ми се заблагодарувам на нашите партнери Академијата за суди и јавни обвинители. За мене е прекрасно тоа што се вклучуваат и судиите и јавните обвинители. Исто така на судскиот совет би сакал да му се заблагодарам, кој што исто така долгорочен партнер на Институтот Сили. И како што кажавте, Академијата го слави својот 18-ти роден ден и мислам дека судскиот совет дури потекнува од 90-тите. Кога стигнав, слушнав дека пред тоа имало и друг судски совет кој што и во 1966 година бил формиран. Така што јас сум роден во таа година. И гледам дека некој совет бил за мене, значи ме тера да се чувствувам старо. Би сакал исто така да им се заблагодарам на амбасадата на САД, нашиот шеф на мисијата ќе има излагање и со нивна поддршка оваа програма немаше да се воспостави. Зошто сме ние тука? Планиравме да организираме оваа програма во друга земја, а пред неколку месеци добив еден допис од Илир, кој што ги наведе сите проблеми во Северна Македонија. И не смееме да им кажеме на другава земја дека ги ставивме во заден план. Илир ми покажа зашто беше важна оваа програма сега да се спроведе во Северна Македонија. Сите проблеми со кои што се соочувате ми беа клучни. Јас тоа навистина го ценам и сметам дека од перспектива на институтот одлучивме нешто да спроведуваме што трае веќе 10 години, тоа е судска мрежа или ред дел од неа. Тоа беше целта на мрежата. Кога ќе има проблем во вашата земја, ние треба да сватиме дека тоа е период во Централна и Источна Европа. Забележуваме дека има демократско назадување. Членовите треба да кажат јасно и гласно и ние да реагираме. Многу сум благодарен на заменик директорот, претходно и ВД директор, затоа што ни ги даде до знаење овие работи. Исто така дознав дека ги разгледувате некои препораки од ЕУ и САД поврзани со судството. А ми се чини дека тоа е одлична идеја. Како што беше спомнато, сега е време пред пристапување кон ЕУ и да се овозможи судска независност очигледно е клучно за тоа. Во однос на панелите што ќе се дискутираат денес, постои едно прашање полно со предизвици кое што
на кој што работат многу земји во регионот. Дали да се работи со предветинг или целосен ветинг. Јас знам дека сложено е прашањето. Имаме и водич кој што ќе одговори на тоа прашање. Што направивме ние во Сили? Разгледавме ситуации во различни земји со ветинг, земји кои што сакаат да воведат ветинг и да добиеме појасна слика. Од надвор, ветингот се чини како прекрасна идеја, се спречува корупција со него, но мора да имаме предвид дека може да се искористи во различни ситуации. Сложено е прашањето и се надевам дека ќе имаме една убава дискусија во следниве 2 дена. Исто така, на судските здруженија во третиот панел ќе биде дискутирано. И тоа е нешто каде што судиите играат клучни улоги. Имаме представници од Полска, Јуститија. Лицето ќе зборува како во Полска поминаат тешки времења, владењето на правото беше загрозено и судиите исто така беа на тапет. И клучно беше влијанието на Сдруженијето на судии, како што и претходните говорници напоменаа. И судиите ќе можат заеднички да работат за да се справат со овие напади. Затоа што една од работите што ги научивме и се надевам дека ќе биде спомнета за време на тој панел е тоа што подготовките треба уште вчера да почнат буквално. Уште денес, ако се чека до последен момент кога ќе бидете на тапет на политичари, демагози и слично, или јавноста, доцна е да се одговори. Треба добро да се разбере и да се зајакне довербата на јавноста. Тоа денес е клучно. Со ова би сакал да кажам дека Институтот Сили навистина се радува на убавите дискусии во следниве 2 денови. Многу ви благодарам. Почитувана директорке на Академијата за суди и јавни обвинители, почитувани извршен директор на Сили Институтот, председателке на Врховниот суд на Република Северна Македонија, лидери дел од тимот на проектот Поддршка на ЕУ за владење на правото, почитувани пријатели, поддржувачи како од Сили Институтот, така и од проектот на Европската Унија за поддршка за владење на правото, почитуван заменик, амбасадор на амбасадата на САД, представници од меѓународната заедница, суди и јавни обвинители, и тоа суди и од нашата земја и суди од другите земји, почитувана председателке на Советот на јавни обвинители, почитувани представници од невладиниот сектор и од медиумите, почитувани присутни. Со задоволство ја прифатив поканата на организаторот, Академијата за суди и јавни обвинители, да присуствувам на денешната конференција, поддржана и финансирање од страна на Сили Институтот, а соучество и поддршка на проектот на Европската Унија, поддршка за владење на правото. И во овој момент, како носител на највисоката функција во судската власт, во моje лично име и во име на Судскиот совет, упатувам огромна благодарност до меѓународната заедница, која преку поддршка на ваквите настани и со проекти учествува со директна помош во рамки на правосудниот систем. Воедно, го поздравувам денешниот настан не само поради присуството на гостите, од кој уверена сум дека ќе произлезе конструктивна, сеопфатна и компаративна аргументација, имајќи во предвид дека панелисти се и суди од другите држави, туку токму и поради темата на конференцијата, а тоа е зајакнување на судската одговорност, независноста и довербата на јавноста. Би сакала да упатам благодарност до Академијата за суди и јавни обвинители, која имала во предвид потребата од една ваква значајна тема на оваа дводневна конференција и огромно е задоволството, верувајте, денес да се биде тука со вас. Денешната тема не е актуелна, почитувани, во моментов. Таа е актуелна години наназад, децении наназад. Само се поставува прашањето до кога истата ќе биде актуелна и дали сме спремни сите ние да ја затвориме, да ставиме адакта на влијанијата, на подкопување на независноста на судството и да ја вратиме довербата кај граѓаните. Епа, почитувани, за тоа треба волја, за тоа треба храброст. Но конечно треба да се стави крај на неодговорните судии,
на нивната зависност од било кој и на било кој начин и секој да одговара, без разлика кој е, на неговото нестручно и несовесно постапување и одлучување, особено кога истото е побудено поради одредени влијанија. Во текот на оваа конференција, уверена сум дека разноликоста на панелистите, кои се пред се од неколку земји, и тоа е евидентно, но сепак сметам дека дискусиите ќе бидат идентични за сите земји, а тоа е дека судиите не смеат да го користат комфорот на судиската тога и да прифаќат влијанија од политичари, од пријатели, од колеги. Секој судија е должен да го заштити својот интегритет и да не дозволи да се злоупотребува судиската функција за лични или политички цели. Само на тој начин ќе почне да се враќа довербата кај граѓаните. Довербата кај граѓаните сите ние мора да ја заслужиме, но не со молчење, не со наведнување на главата, не со подголтнување, не со донесување на одлуки иницирани поради одредени влијанија. Треба одважност, треба решителност, треба интегритет. Во текот на панел дискусијата на темата која се однесува на независноста на судството, ќе зборува малку повеќе. Па во интерес на времето, ова моје обраќање кој го завршам со нотираната констатација во Универзалната декларација за независноста на судиите, усвоена на првата светска конференција за независноста на судството, во која се вели: секој судија е слободен, а должност на судиите е да одлучуваат во случаите кои ги судат непристрасност, во согласно со нивната проценка на фактите и нивното разбирање на законот, без какви било ограничувања и влијанија, директни или индиректни, од која било страна или заради која било причина. Почитувани, иако ова било нотирано во далечната 83 година, се повторува повеќе од 40 години. А зошто? Затоа што сите ние, и судиите, и чинителите во судската власт, не секогаш и не докрај сме спремни да ставиме бедем во заштита на независноста и на тој начин не сме ја испочитувале целосно должноста и обврската за непристрасност во своето постапување и одлучување. Почитувани судии, при секоја ваша одлука, подсетете се, ве молам, подсетете се дека граѓаните заслужуваат да им суди независен и непристрасен судија, а вие сте должни да тоа да им го обезбедите. Ништо не може повеќе да ја поткопа довербата во судството, како што е донесувањето на нарачани пресуди. Со оглед дека на овој настан, Судскиот совет е само во својство на гостин и не би сакала да го засенам домаќинот, тука ќе прекинам, иако ние правниците секогаш имаме нешто плюс да кажеме. Се надевам на плодни дискусии и заклучоци кои ќе произлезат во текот на оваа дводневна конференција и на сите ви посакувам пријатен работен ден. Ви благодарам. Дами и господа, јас сум полски судија, но тука сум како лидер на компонентата на проектот за поддршка за владењето на правото. Од ЕУ. За среќа јас сум последниот говорник, што значи дека се било кажано, овде можам и да застанам. Но сакам да потенцирам едно нешто што мислам дека е клучно и тоа ќе биде мојата порака. Ги гледам сите корисници од мојата компонента. Тие се сите тука денес. Домаќин ни е Врховниот суд. Конференцијата се коорганизира од страна на Академијата за суди и јавни обвинители. Председателката на Судски совет е тука, председателката на Советот на јавни обвинители е тука. Имаме поранешни и сегашни председатели на Сдружение на судии и председатели на судии. Имаме суди и јавни обвинители. Сите вие сте наши корисници. Она што е символично е дека ние како проект имаме канцеларии на сите локации на нашите корисници. И Судскиот совет и јавните обвинители и правосудството ни биле домаќини. Сега Врховен суд ни е домаќин. Многу им благодарам на нашите корисници. Но, што е најважно од гледна точка на начелата на ЕУ?
Што е символично? Следново, сите вие сте тука. Тоа ни ја покажува не само важноста на темите што ќе ги дискутираме, туку ни ја покажува пораката, единството на правосудниот систем. Нешто што беше претходно спомнато. Не морам да го повторувам, но сакам да го потенцирам. Така што ние сме се собрале денес и заедно дискутираме, покажуваме дека има единство на правосудниот систем. Исклучително важно е и можеме да кажеме од гледна точка на пољаците, колегата мој ќе зборува на темата малку подетално. Ние како суди и јавни обвинители, ние му служиме на народот и на општеството. Не смееме да заборавиме дека не сме подобри од нив, туку му служиме на народот. Во исто време играме една важна посебна улога во општеството. Мора да служиме како пример. И ако покажеме единство, тој ќе се смета за најдобар пример. Ако не ја добиеме довербата на јавноста, како што рече Роб, многу брзо популистите ќе преземат, политичарите ќе преземат. Секогаш мораме на општеството да му покажеме дека ние ја градиме довербата, дека заедно настапуваме како правосуден систем. Така што би сакал да кажам, со ова ќе го завршам овој краток говор. Сигурен сум дека резултатите од денешните дискусии ќе служат и ќе помогнат при зајакнување градење на довербата на општеството во правосудниот систем, но и во изградба на судската независност, која што претходните говорници ја напоменаа. Многу ви благодарам. Добро утро, председателке Адеми, госпоѓа Дамева, Димитриевска, Роберт Странг, почитувани колеги, суди. На вистина го ценам тоа што ни давате можност да се обратиме на оваа многу важна тема, како што и сите сте свесни и веќе беше дискутирано, беше споменато од другите говорници. Граѓаните на оваа земја имаат многу ниско мислење за правосудството во Северна Македонија и изразуваат желба за поголема ефикасност, независност и транспарентност. Оваа недоверба дека правосудните органи работат за нив предизвикува апатија и барање можности во странство. Не сакам да се задржувам на проблемите, бидејќи денеска сме овде да поттикнеме надеж дека оваа конференција ќе ни даде конкретни решенија. Ајде да зборуваме за тоа што правиме, за да ја зголемиме, да ја подобриме отчетноста на судиите и судовите. Ајде да зборуваме за ефикасноста, какви промени може да направиме за да ги забрзаме затворените случаи за јавноста и да ги направиме подостапни. Ајде да зборуваме за транспарентноста, вклучувајќи го и Врховниот суд и сите останати правосудни органи. Справувањето со овие клучни проблеми бара и соодветни ресурси и слобода од политички влијанија. Наместо да се фокусираме на проблемите, би сакала да слушнам како земјата може да гарантира соодветност на судиите, дополнителен кадар и основна опрема и како да ги вклучите извршната и законодавната власт да го зголемат буџетот и како судството да го одржува транспарентноста и отчетноста без да подклекнува под притисокот на јавноста и политичарите. САД продолжува да биде посветен партнер на Северна Македонија во обезбедување на владењето на правото и секогаш ќе ви помагаме да ја заштитите правдата и да има владење на правото. Ако сте желни храбро да настапите во искрено во реформите, секогаш ќе имате нашата поддршка. Со нетрпение ги чекам дискусиите и ви благодарам многу што ми дадовте можност да се обратам во име на САД. Ви благодарам.